И го даде овој колач ми рече да го пробаш. Македонскиот филм Исцелител, националниот кандидат за Оскар, доаѓа во Вашингтон, третирајќи проблематика актуелна и во САД. Приказната е поврзана со марихуаната, имено тајната состојка, во која многумина бараа спас за своите проблеми. Организатор на филмската проекција е Обединетата македонска дијаспора. Многу е добро што е токму во главниот град на Америка, во еден од центарот на културата, нели Вашингтон е еден од центрите во Америка, и особено е клучно овој период поради тоа што после гласањето во ноември се легализира, доста држави легализира марихуана. Колач, тоа е путер, јајца, тоа е една лажица. Режисерот Ѓорче Стабрески вели дека проекцијата организирана од Обединетата македонска дијаспора ќе помогне и за поголема дистрибуција на филмот низ САД. Треба да се прикаже тој филм пред нашата дијаспора, пред нашите луѓе за да го видат. Среќен сум што се одлучија да помогнат во дистрибуцијата на филмот. Ние се уште чекаме и преговараме со големи дистрибутерски куќи во Америка, сакаме да имаме некое поголемо, малце пошироко, да кажам, прикажување на филмот. Проекцијата е закажана за 19 декември во киното Лендмаркс Естрит Синема. Помеѓу македонците во Вашингтон има голем интерес за македонскиот филм кој што досега успеа да освои голем број награди на многу фестивали широм светот. Од Обединетата македонска дијаспора велат дека филмот Исцелител ја поттикнал идејата во Вашингтон во иднина да се организира и македонски филмски фестивал. Поради оваа проекција дојдовме до заклучок дека би сакале да го донесеме истиот македонски филмски фестивал кој го сме дел од спонзорите во Торонто, да може и тука во Вашингтон. Има филмски фестивали од сите етнички групи скоро во Вашингтон, а немаме од македонската страна. Колоски вели дека повремено во Вашингтон се прикажуваат македонски филмови, но преку еден нов фестивал тоа би станало редовна практика.